По едномесечен строг пост, припадниците на исламската религија утре го празнуваат Рамазан Бајрам. Според исламот за време на постот не смеат да се конзумираат ниту витамини. Рамазанскиот пост му служи само на тој што верува, вели муфтијата Иса Исмаили, а од строгиот пост изземени се само доилките, хронично болните, децата. За секој ден должината на постот е различен, од изгресонце до зајдисонце, зашто постои одредена шема до секунда. Дење се пости, а ноќе се конзумира храна. Тоа е строг пост, околу 18 сати беше, првите денови повеќе од 18 сати, ни јадење, ни пиење, ни пушење, ни само имаш право да дишеш, да работиш, да одиш, никако. Значи, тоа еден вид на едукација на своето тело и на својата свест. Рамазанскиот пост едноставно му служи на тој што верува. Она што е значајно кај исламот за време на рамазанските пости па и во текот на годината е тоа дека секој што има повеќе од храна или облека или пари да му даде на оној што нема, да го подели. На крај тоа е обавезно. Тоа е садака фитр се вика, тоа се помага. Мора секој што пости да дава еден дел од пари на сиромаси, на потребите на луѓето. И од тоа се прима постот. Ако тоа не се дава постот, ка пишува по книга, дека не се прима. Мора да има дел од јадењето, да дели еден дел за другите што немат. Да го дават и еден дел од имањето, од парите, сега за Рамазан се дава повеќе. Останува уште еден ден за постење, а веќе утре по утринската молитва муслиманските верници одат на гробишта да им одадат почит на своите мртви предци, пошто се собираат во домовите на семеен ручек. После ручекот мажите одат на гости кај роднините и пријателите, со што се оживува блискоста, а жените пак седат дома и со баклава пречекуваат гости. Во име на муфтиство и во име на Исламска заедница на Македонија, за нашите гледачи и слушатели, и честитам големиот празник Рамазан Бајрам, со желба Аллах да го примил тоа, а земавме ние викаме насихат, за да бидеме поарни, тие што постиле Аллах да ги прима, да ги наградува, тие што не постиле да дојде време и да постат. Честитки по повод утрешниот празник до припадниците на исламската религија упатуваат и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев и градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Почитувани граѓани припадници на исламската религија, мултирелигиското општество во кое ние живееме се одликува со почитувањето на различностите и заедничките цели и вредности кои ги споделуваме како граѓани на една иста општина, на една заедничка држава. Срдечно ви порачувам во духот на заедништвото да продолжиме со реформите на овој град, со напорите за обезбедување на економски развој и унапредување на стандардот на граѓаните, услови за развој на културата, образованието и останатите општествени дејности. Уште еднаш, испраќајќи неискрени честитки на сите верници од исламската религија, ви посакувам благослов, среќа и убави празнични денови за време на Рамазан Бајрам. Нека ви е честит големиот празник. Од мое лично име и од името на локалната самоуправа, на сите верници од исламската вероисповед во Кочани им го честитам големиот верски празник Рамазан Бајрам. Овој празник нека биде потсетник дека само со заеднички заложби и меѓусебно почитување ќе умееме да ги негуваме позитивните вредности кои не обединуваат во нашиот стремеж за општа благосостојба. Во чест на Рамазан Бајрам, а за поубава иднина, повикувам етничката и верската шареноликост да не зближуваат и меѓучовечкото разбирање да расте. Празникот нека донесе мир во срцата, спокој во душата, радост и хармонија во домовите.